Дори 72 диви депонии и 12 легани, но несоодветни, годинава треба дефинитивно да бидат исчистени од општините во источниот регион. Ово го налагаат роковите за подготовка на регионот за комплетна промена на начинот на складирање на отпад и ставање во функција на регионалната депонија. Првата фаза опфаќа расчистување на ѓубриштата и затварање на помалите депонии и депониите кои представуваат висок ризик кон животната средина, како што се оние во Виница, Берово, Македонска Каменица и Пробиштип, а се планира и деломно затворање на Кочанската и Штипската депонија. Ние сега се стремиме према затварањето на нашата локална депонија Трештени скали, каде што апсолутно ќе почнеме во наредниот период да ја користиме и регионалната депонија која што во Мечкуевци, Свети Николско. Дополнително комплетно ќе се исчистат несоодветните депонии во Чешиново, Облешево, Зрновци и Карбинци. 7 депонии со вкупно некаде околу 120.000 метри квадратни површина се овие депонии во 7 населени места во општина Карбинци. На тендер фирмата е избрана и очекуваме со самото започнување на изградбата на депонијата во Свети Николе да отпочне и санирањето, односно затварањето на овие депонии. Согласно акциониот план, општина Карбинци комуналниот смет ќе треба да го носи на претоварната станица во Штип, после од таму ќе треба да се завршува овој смет на регионалната депонија во Свети Николе. Вкупно во источниот и североисточниот регион во наредните неколку месеци треба да се исчистат 104 идентификувани ѓубришта. Депониите и ѓубриштата ќе се затворат по 3 недели. Оние кои се до 3000 метри кубни ќе се исчистат и ѓубрето ќе се премести на постојните несоодветни депонии. До 10.000 метри кубни планирано е затварање и покривање на депониите без систем за собирање на биогасот. За поголеми депонии со над 10.000 метри кубни отпад, работите опфаќаат нивно затворање, стабилизирање и покривање со систем за собирање на биогас. Речиси, сите општини од регионот веќе добија специализирани комунални возила за транспорт на сметот, а се очекува да им се доделат и дополнителни број на контейнери. Ние сега ако имаме 450 контейнери мали и големи вкупно 600, значи ќе добиеме уште толку бројчено нови контейнери, што ќе значат многу за Штип, значи да ја подобриме хигиената, да граѓаните да кажеме негде да појачиме контейнери ако фалат некаде, за да може граѓаните да не се прави неред во однос на изгревувањето на ѓубрето. Регионалната депонија кај Мечкуевци, чија изградба треба да започне годинава, е проект вреден 30 милиони евра и истата треба да го собира и рециклира отпадот од 18 општини од источниот, североисточниот регион и Свети Николе. Формирано е и заедничко јавно предпријатие со седиште во Свети Николе, кое ќе управува со фабриката за обработка на отпад од затворен тип.